Idzie się Пет prezent. зрна грашок и беа еднаш 5 зелени зрна грашок во зелена мешунка. Па мислеа дека сиот свет е зелен и биле сосема во право. Како што растеше мешунката, така растеа и зрната грашок. И така растеа зрната грашок и се борија за своето место во мешунката. Сонцето сјаеше високо на небото и ја загреваше мешунката, а дождот ја освежуваше и го миеше правот од неја, па таа беше чиста. И беше удобна во таа кубичка. Се прашувам кој од нас ќе стигне најдалеку. Рекол ме малото зрно грашок, но скоро ќе видиме. Што ќе биде додаде неголемото зрно. Кој вршеше тешки работи, ги чистеше печки и цепеше дрва, иако беше силна и вредна и непрестојна работеше. Таа беше сиромашна, како вувче. Со неја живееше нејзината китка, која цела година не стана постела. Беше ношна, слаба и чувствителна, растолова, па ете ке ми ја земе. Младото девојче трпеливо и мирно лежеше во приближе креветот тук прилично за девојчето. Може да се гледа растението на грашот. Чувствувам дека ми е пожалост. Рече девојчето на сонцето денес гледаше толку убаво, малиот грашок расте се побрек стегија и развеселуваше керка и па мајката зете едно стапче и го заврза за растението за да го заштити од ветерот. А покрај прозорца врз капкана ќе видите каде хелта сосема поцрнела. Сега ми разкажа вравето, а вравето го послушна должнината на целото стебло од која растело. Аките изостигнува речиси од земјата, па Хелдата не се наведнувала кон другите жита. Стоите и наведни ја главата, како нас и Nema da prepoznat naslika koja je. Da će da čupa za dobro. Čupa, da. Samo je meni obluzat. Топката живеа во фиоката, заедно со другите играчки. Обрачот и рече на топката: зар не би требало да биде фина кожа? Себе си се гледаше како една фина дама и реши да никој никогаш да не ме сврти ако не те лажа, рече обрачот. Убаво зборуваш за себе, рече топката. Сепак не можам. Кога отскокна по девети пат, топката веќе не се врати. Детето ја бараше на сите страни. Но неја ја немаше. Това беше вистинска загадка. Обрачът се въртеше во круг и цело време мислеше на топката. Во мечтите таа му се чинеше уште поубава. Годините минува, но не и несреќната награда одненаш ступла предолго високо и изчезна. Го бара навсекаде, но никаде го не може да го најде. Каде ли се вовлекол? Тој беше спуснал во корпата за
pa docvikate